Добро утро, добар ден. Денешниот ден е многу битен. Супер, почнавме со лоши рими. Без заебанција е стварно битен ден за мене од неколку причини, а исто така и утрешниот ден е уште побитен ден за мене. Утре славам едногодишнина здрав живот и здрави навики. И бидејќи тој датум стварно ми е битен и ми го смени животот изминатава година, веќе 2,5 месеци имав една идеја да направам нешто по повод тој ден, пошто денес е 11 октомври, ама мене 12 октомври ми е празник. Уште од пред 2,5 месеци ја добив идејава да направам фотосесија, што ќе излезе тој ден. Денес ме носам behind the scenes на таа фотосесија, а пошто доцнам и немам време за се, ќе ви објаснам малку повеќе за тоа после фотосесијата. И го чекам Иван сега да се разбуди за да ми мери обем. Кајдрана пупки. Може рака некако да не зашто таму го настега. Сега. Стомак, да. Има ствари што можам и сама. Рамене. Вали да не го мери, само ние го мерим и не знаеме да го измерим. Не знам дали направилно исто меревме, но се потрудивме. Не, ти се покажа многу добро Скопје овај пат, ти врнеше цело Ми се време. покажа многу добро. Сега в Скопје да гледам до То, вас. кујжата ти се покажа? Да. Добро е, добро е. Директно. Ама дупкарче се ти па не што беше можно. дупка е погоди. Зашто ја караш неа? Иди таму пцуја државата што не ги поправила дупките што ја накрива. Немаше дупка, немаше да ја погодам. Так. Просто. Така. Нема доволно пцовки за тоа. Тоа. Пату. Чао. Зошто? Дечки, ако може до дома и да пуштиш нешто добро на радио. Доки мене дома или доки тебе дома? До дома. Ајде на радио да зазвучи убаво. За добар почеток на утрото. Друга причина зашто денес е многу битен ден за мене, денес ја почнувам Instafit програмата, втора година поред. Ама, нели, имам фотосесија и за доручек по правило имав доста богат и голем и убав зелен сочен омлет, ама пошто не сакам да го надувувам стомакот, решив да лупнам само едно јајце, колку да не видам гладна и решив дека тоа е жртва што спремно и willingly ја правам и не сметам дека е голем престап, пошто не го прескокнувам доручекот, што е исто така лошо, сепак внесувам нешто. Не викам, не можам да весијам фотосесија, од утре ќе ја почнам или од понеделник ќе ја почнам нареден. Не, порете, мора да се свати дека во животот треба да треба. Ке имаш обврски, некогаш и мора да знаеш да се снајдеш во тие ситуации. Ноут, сноштине вечера. А за да не мислите дека се е sunshine и rainbows, ако минатиот пат бев пред циклус, сега сум со забоболка од синаќе. 2 јајца се за мен, затоа има 3 јајца. Многу лошо не се лупила. Јо. Ева, например, денеска нема да внесуваме протеини затоа што не можеме да го излупиме јајцето. Кога што спремен, доручекот да ти биде мастик. Зашто? Зашто ова ми остана од јајцето, не ми остана протеините. Какво е гревно? Сите јајца си убави, ајде, јади таму. Многу ми се сумливи јајца. Не за мене, на логото од моите јајца на галичица, доби коментар дека ако лесно се љупеле јајцата, значи се расипани. Што значи овие се Ултра здрави. здрави. Таде. Сабајлево ги снесе кокошката. Не, ствари не верувам тоа. Ја верувам само тактика на љупење, што некоја има, некоја не. Има нови ствари и не ми се верува дека ствари ќе сакам да ги пробам и сите веге рецепти. Стварно и сите Без да веге го пробам. опции беа. Па тоа е добро, пошто имаш опција. Оваа недела јади ги регуларните, наредната јади ги вегето и секој ден ти е различен. Немаме време, Иван. Инаку косава е сплети вака и завчера, како генерална проба да видам како би изгледала, пошто не сакав да ми биде права, сакав да внесам малку живост во мојата коса, пошто цело време ми е права. И вчера кога ја пуштив, стварно испадна многу убава. Сега малку се плашам дека денес нема да го достигне тоа ниво на убавина. Ќе бидам малку разочарана ако не биде таква, ама останува да видиме. Како успеа веќе ќе се испрскаш? Не знам, Како успеа не знам. говна да се направиш? Што направи? Та молам кажи ми што направи. Имаше костени по земји, вака еден занесе. Шо, како? Си шутираше? Да, не, со петата некако го шутнав и уствари имало и вода. Ја не видов вода, се деси ово. Не си ти крива, не си. Ретрограден Меркур е крив за се. Ретрограден Меркур е крив што е вакво времето.
Ама тоа не значи дека ние не можеме да бидеме расположени. Има многу начини да се расположиме и кога е времето срање, како на пример, можеме да пееме песна. Која песна? Па преска ја слушав она My Bestie, Your Bestie. Да, во радио. Идеш у кола? Во радио. Во радио. Па имаме ние македонска верзија од таа песна, знаеш, што е многу постара од My Bestie and Your Bestie, мислам таа е преработка на преработка на нова. Машала. Откај се, јас сум нинџа за тебе сноге и се слушаме да чуеш кај да пес. Пица, 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 дај ми пица ти. Да ја гризнам и да шизнам, да ме збудали. Пица, 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 чека ме на ред. Во уста да се растопи, како сладолед. Нешто, некаков знак, не можеше да биде тоа. Мислам нешто. Се фокусирав на лириката, се извинувам. Да, добра лирика. Не конвенира на овој влог Иван. Дека пица? Јајца. Да. Јајца, 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 дај ми јајца ти. Го промашив првата. Да не го зарекнувам време, ама благодарна сум што моментално не врне, пошто тоа малку ќе ме иритираше. А ова што е облачно е топ. Тоа значи дека нема да се потам и нема да ми се распадне шминката, така? Ти си прав таксист. Дека зборувам за време. Дека збореваш, да. Јас Битно сум е прав времето. патник, пошто ја преска зборев за време. Тоа е релацијата патник-таксист. Точно. Време Тоа е- денес исто како вчера, а? Извини што те прашам, да не случајно имаш завршено ти електромашински факултет? Трета генерација. Ова е два. Трета генерација. А електро или машински? Не знам, Иван, одамна се неам возено со такси, неам повторено. Да, може и не важат више овие стереотипи за таксисти, но Може друг факултет да се ја доминантен таму. да, може друго нешто е популарно. Мислам, истите таксисти што порано ми кажувале дека имаат завршено електромашински факултет, сега истите кажуваат дека имаат завршено нешто друго, не знам. Пази да не изгази некој таксист. Пошто е многу веројатно. Носа Лак за коса. Раха. Рак за коса? На денешното мени шминката е природна, не е колоритна, туку е natural look, пошто тоа ќе одговара со темата на фотосесијата. Што вие шминки што се убоја се нешто као неприродни, се нешто вештачки. Се неприродни, него се поколоритни само, ова е по... Ова е од цвеќиња боја. А што е темата на фотосесијата? Темата на фотосесијата ќе откриеме по рекламите. Студио Фран, најдоброто студио за шминкање во МКД. Ово се рекламите. Последно да кажеш. Готово, ајде, готово, заврши овакво. Тајде сега кажеш фотосесија и ќе се вративме по рекламите. Не ја кажи. Што да им кажеме сами ќе се видат? Што да им кажеш бе Кики у насловот ти е? Така. Може да носи ова. Стварно е ова природно. Natural look. Леле, како е? Кога треба мажот ти да те вади од гомна. Буквално. Не те вадам тебе од гомна, гомната ги вадам од тебе. Морав да носам лесни работи, значи нешто што нема да ме притиска на ниеден дел од телото, пошто треба да бидам фотографирана. Па доаѓам во студио на професионална фотосесија и се чувствувам како дома. Ај! Ова не скрам него пак и на дене. Тројнери. Овде се фокусираме, ова ни е битното. Ова ни е Место за денес, ова ни да. Тука е фокусот. Пошто како што е шминката natural, така ни е секој natural. She's naked. Облечи се веќе настинеш и ќе ти го демонетизираат видеото. Ајде ми пушти грејалка, нема да настинам. А ќе ти го демонетизираат видеото. Затоа не одлучувам јас. Ваква фотосесија се прави во јули. Не во однос. Стварно. Па имаше и ваква фотосесија и во јули. Во април беше. И тоа беше во април, ова во октомври. А што ме возбуда? Треба да почнуваме поред некако, да не губиме време, а тоа е веројатно коса. Така што се коса. Фросе косе. И добре. Се плашев дека вчера ми испаднат подобра и се плашев сега да не е по... Не ме уште кај поминеш еднаш. Да. И тоа Лакче. Не, ама вчера прв пат ја пробував вака посветено, генерална проба и беше многу добра. И сега си викам што ако денес не испадне толку Да, и убаво. нешто те видов, видов поскоро. Да. Чудна си, не можеме да... Да. Знам, јас сум си чудна, ама убаво ми е пошто цело време сум само со права коса. Ја. Стайлинг, фросе.
Шминка Фросе, косе Фросе, фото Фросе. Фото, јас Да си идеме ја и ти, брат. наместам сега светло слика. Ви одите на пауза, на тераса. Да, една камера и две кафиња. Са се трудиш да не јадеш лак? Ще ми скажа, че оставяме. Е, па друго. Да видим дали Овие, носам ли нежни ми се? не се гледа. Не ги носам, бях се гледат уживо. Што значи као саш? А бе, цела ќе ја шминкаш? Или само Не, на... не, само малко спорт. Ма поинта да ме... Па не знам, нозе, раце, Не, меф. тоа е све natural. Си е природа. No makeup there. Ајде само кажи ми што ги сликаш. Ајде, добре, да. Ме чека, Ако не ми се свекли, повториме дома. да, стварно, онака се изјава ме чека. Абе, не можем со новинари сега да се расправа. Ајде, запатена сум Не тука. прикладно се облечен за новинари. Ме на плажа ме начека. Директно за тебе во студио. Ей, да го Занзибар. Занзибар, овде имаш малку проблеми. Ево го Занзибар, да. Веројатно, пошто не ми падна бојата. А нозете ми се лупат, така да... Ја сега сакам да башам кај ти се средите. Тука, значи вака, имам рака. И јас Рацете имам скоро много. не постоечки се. Беби. Погаш страни да видиш. Бе, добро, сега ти има. А, Си си била? това е еден. Сакаш да ги монтираме твоите? Сакаш ти да се сликаш? Просе. Што е главното? Ракава цела е. Значи, рака долу. Не, чека на свет. Абе, не се уау, ама треба да ги вајда на светло. Види, ако на крај денот не се гледат, ќе осведем концептот. Нема да биде стри, ќе смислиме нешто друго. Смислиме, ќе биде свадбарки. Ќе сликаме свадбарки. Нема да Уште таму едно да заиграме. Тука се вака скрукове. Еве ги, овие ги. Овие се убави, овие се гледаат. Да, добро, може Овде некако на да стане нога. нешто да направи. А нешто вака ми изгледа. И шо имам тука, имам на цицка и тие се. Денес ги сликаме моите стрии, што очигледно народов не може да ги види, ама баш затоа ќе ги сликаме за да ги види, пошто се реални, пошто се постоечки и пошто колку и да слават Пошто се стрии, да секси. се стрии и ќе си постојат и I love my body the way it is, тоа е тоа. Браво, поштовање. Поштовање. Свадбите! А свадбарките си ги поштоваш? Мислам, може да се Добре. трудиме да ги подстегнеме, ама па како ќе играм на свадба без свадбарки? Која свадба? Така? Кој поента да е штос без тостерки? Ајде. Журата ми е тостерки. Да бе, ова се тости, ама не тие со преса правене, тоа е со преса, тие што се правени. Е, се тостерки. Да си ги гледа Да, стрите, да, си ги сака, си ги гали, кога не може. Ај пак. Мислам дека треба да бидеш хайп персон на порничи кога снимаш. Не ми се смееш. Да им кажеш што. Дај ми ги пречките малку има, да се наместам прво. Не мога. Здраво Ако се асистент види до крај. Така. Не, ма многу ми се свиди. Много, ама не се зеба. Светлото претерано се говори. Фацата се Да. цела... Коза пробна се покажа. А ова е пробна. Така, ова беше од пробните. Ова ќе потрае, мислам дека фазла од сликањето. Многу сум задоволен со главните. И јас, Многу и сум јас. среќен. Многу добро. Ама помогна заради тоа што имавме поголем избор, да немавме толкав избор. Браво, топ, браво. Премиерно ќе ја гледаме Кике као вежба на вежбите од Ана. И ќе вежба. После, откако ќе ги изгледаме како изгледа на вежбите. Се паничам. Најверојатно ќе изгледаш исто. Со помалку шминка само. Премиерно на Кике Цветче иде Кике Цветче. Господ да ми најавуваш. Овој пат Кики мама Сонја ќе се погрижат за тебе. Тоа сум јас. Добро е тегнењето, тоа прво да гледаме. Не, ќе гледаме само едно. Другите ќе си ги купат. Може да си ги купат уопште уште или? Не. Тулей. Другите ќе плачат. Ќе чекаат наредно отварање. Тоа сум јас. А има звук? Не знам. Треба, може да и нема. Ајде исход. Не е намален. Кике немаш звук, Кике. Добро на истегнување, ова веројатно нема. Та нешто барем тоа накво. Ќе си пуштиш у позадина нешто. Почнавме со вежби, Не. Чекај, интересно ми е. Двајцата приматува ме дека се тресат. Тоа многу Возбуда. возбуда, да. Дали Кике Цветче ја снимам? Еве, сега
музика. Еве ти малце copyrighted музика. Ја на збор. Важно е стапалото да е целосно на земја. Да не бидете на прст. Ова се насоките. Колкот што стигнете до мора долето да следите контракција. Ова движење, додека сме во долна позиција, Ова е многу јако. Има на телевизор, Кике! допира со сите прсти. Колку си добра ствари! Ја дрхтим онам, оваа пример ми беше доста тешко да ја изведам стабилизацијата горе. Ова. Не смее На јакото ми е тоа што верувам дека дел од вежбите или на некои повторувања од вежбите не сум ги направила најправилно, најстабилизирано, пошто реално со стабилизација имам проблеми. Сад ќе видам колку ги правев точно или не. Ама затоа ми е јако што го имам објаснувањето од Ана во позадина и дури вежбам. Ќе се гледам и ќе слушам како треба да се изведува вежбата и уствари ако се забележам дека нешто правам точно таму, ќе го вежбам правилно сега. Може би заради тоа ставила voice over. Ова не ги прави баш правилно, ајде да не Чекај да да не не ги ставам научи правилно. грешно, ај ги им ставам како им објаснам како треба да биде. Види, keep that in mind дека луѓе се ова, сите вие сте луѓе, за разлика од оние 8min apps Леле. што се Тоа не се луѓе. такви анимирани. Така, таму може тој да сгреши. Може, ако Ако некој аниматорот не грешно чини. нацрта. Ако некој грешно нацрта, ама тој не може да сгреши. Ова е човек и нормално е човек да сгреши. Точно. Не дека Фала сгреши за до сега те оправда унапред. Да. Можда и нема, не знам, али ќе си споредам. Има можност да си споредам. Имаш сега ексклузивната можност да почнеш да си споредуваш. Ајде да вежбаш. Не, чекай, шминка треба да извадам прво. Јас сум сега скинкер човек. Со тешко срце ќе ја извадам. Пошто, I mean, flawless. Ама мора да се грижам за моето лице. Ова е вистинското грижење за моето лице, а не таму 2-3 кремчиња што ги мачкам на сабајле. Секој можен пат ми е толку жална душа ако мора да ја вадам шминката на Фросе, ама рез. Фала ти Фросе за ова совршенство на моето лице. Се гледаме на Фросе. наредно шминкање. Не знам од кај да почнам да дораскажувам работи и да споделувам импресии. Денес наполнив 1 година откако ја донесов најбитната одлука во мојот живот. Толку бев во хаос, толку измешани емоции цел ден, што уште не знам како да си соберам мисливи и да го доснимам аутрово. Вчерашниот ден беше искуство само по себе. Толку бев возбудена, уплашена, што ќе се случи, дали ќе испадне секако што треба, дали ќе се стигнат фотките на време. Стварно ми беше битно да ги објавам денес фотографиите, пошто оваа идеја ја имав уште од средина на јули зацртано. Сосем случајно тоаш ми текна дека би се наближува годишнината и дека би сакала на некој начин да ја одбележам, заради тоа што мислам дека ќе биде датум што ќе си го празнувам со години. И така гледајќи се себе си и цел мој напредок и се што научи во оваа цела измината година, се загледав во моите стрии. Јас лично веќе одамна сум помирена, да речам, првично со фактот дека имам стрии. Сум ги прифатила стриите како дел од мене и сум сфатила дека нема потреба ја да се срамам од нив. Меѓутоа тоа ме натера да размислам дека стриите се се уште стигматизирани во нашето општество и дека знам и верувам дека постојат многу, посебно жени и млади девојчиња кои што се срамат и гледаат да ги скријат на секој можен начин, а верувам дека тој процес не им е толку лесен ниту пријатен. Со таа цел решив да отидам контра на тоа, да ги истакнам стриите со надеж и со цел дека ќе придонесам кон нормализирање на истите. Стварно се дар од природата, символизираат одреден период во мојот живот. Денес ги објавив фотографиите, значи едно огромно благодарам до Мартин што ми ги стигна на време и едно огромно благодарам на Фросе за времето и жртвата што ги посвети на мене. Стварно без вас немаше да успеам да завршам се. А особено едно огромно фала на Иван. Не знам, мислам дека колку и да зборувам на темава и колку и пати да се заблагодарам, нема да бидат доволни заради тоа што не се опишува со зборови. Благодарноста што ја чувствувам кон него, без него стварно ништо од ова немаше да се случи. Денес цел ден ми помина од толкава возбуда, конфузија, измешани мисли, измешани чувства. Цел ден пробував да си ги сумирам и средам мислите, за да можам да го споделам целокупно во искуство што го имам стекнато во оваа измината година. Пробав да го срочам сето тоа со помош на Иван, најконцизно што можам, за да ја споделам целокупната моја приказна. И фидбекот што го добив после објавување на сликите беше ненормално огромен. Стварно верувам дека мојава порака ќе биде чуена и ќе допре до многумина и ќе помогне при нормализирање на стриите, при нормализирање на секое човечко тело, без предрасуди, ќе помогне да се фокусира секој на себе и да работи на себе, а не на осудување на другите. Ако ви интересираат целосните текстови, отворете кај мене на Инстаграм, ги имате постовите, би ми значело ако го направите тоа, слободно и коментирајте ваше мислење, а ние се гледаме во иднина. Чао!